Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на Патот до успехот од Националната арена Филипа II, некогашниот градски стадион, популарно наречен, каде што фудбалскиот клуб Вардар ја испишуваше својата историја. Зборувам за онаа златна генерација кога во 86-87 станаа шампиони во Југославија. Мој гостин вечерва во Патот до успехот, вардаровата легенда Васил Рингов. Останете со нас. Со Васил Рингов се сретнавме пред Националната арена Филип II, односно градскиот стадион. Без посериозни проблеми, иако со мало двумење, сепак на Вардаровата 11-ка и еден од најдобрите фудбалери на најтрофениот македонски клуб и на нашата екипа, сепак ни беше дозволено ова издание на Патот до успехот да го реализираме на стадионот, каде пред 3 децении Рингов како капитен и неговата дружина им приредуваа задоволства на Скопје, на Македонија. Може би затоа Рингов денес вели, повеќе ме почитуваат надвор, отколку дома. Васил Рингов е роден на 17 април 1955 година во Струмица. Вардаровата 11-ка се смета за еден од најдобрите македонски фудбалери. Започнува како кошаркар, но тоа трае само кратко, додека не добие подарок патики кои му се оставени како аманет да почне да тренира фудбал. Почнува да игра уште како тинејџер за струмичка Беласица. Во тој момент во Струмица дојде Киш, еден играч на Динамо. Фудбалер. Фудбалер. Првото име на Динамо Загреб. И мене ме интересираше и игра се случи Беласица против војската. Они јака екипа бе, фудбалери се. И во меѓувреме он договорен тај Киш со нашите тамо тренери. Викни го момчето да почне фудбал да игра и он ми дојде. Сакаш да играш фудбал, ќе ти ги дадам патиките. А први патики тогаш ги видов Адидас. Така. И така. Си Тоа ги не земав видено патиките. тогаш во Македонија? Па немаше некои пластични, никакви. И ми кажа, ќе тренираш со патиките, Ама вие не отидовте на тренингот со патиките? Не, дома, чување, Зашто? гледање, па нешто радост ми ги даде првото име со Динамо Загреб, второ ќе ги оштетам. Глупаво да играм со тие патики. И така ми почна. Од денешен аспект сгрешивте што не останавте во кошарка или? Не. Не? Не. Мојот покоен брат беше добар кошаркар во тоа време. Так. Има играно и во Вардар Скопје. Дори и он влијаеше фудбал, са глупаво беше двајцата да не се влечем поради него, еве, ради брат му. И зачудувачки, многу голови давав. Така би почна моето. Со лева нога шутирате? Со лева нога. По 3-4 комада давно такмици. За 6 месеца одма во првите ме ставија. Вака, значи Беласица, па отидовте во Партизан? Во Партизан учев гимназија 4-та година. Во Белград? Белград. 12-та Белградска. Они по новинари, така функционира, немаше скаути оригинални. Новинар еден ме напишал, контакти, Вардар беше прва лига и он искористија прилика, некој тренер, после дознав Вукелиц се викаше. Така. Партизан Вардар на овој градски играле, он дојде у Велес да ме гледа. Не на овој градски, на еден друг градски. На теренот е Ова е арена. Арена, така, да. На теренот се шегува. И дојде во Велес, ме гледаше, веројатно тамо предложил. Меѓутоа од Партизан седевте на клупот често? Јас дебитирав неверојатно добар бе, млад. Тренер ми беше Велибор Васовиќ, капитен на Ајакс, на Кројф, на таа генерација.
звезди невидени во Партизан. Од Бековиќ, Вокотич, Бора Ѓорѓевиќ, стариот, Завишиќ. Така. И јас играв лева полутка, среден, безен. Благо Истато беше голман во Бреден. И зачудувачки ме ставаше во Оген Васовиќ. Ти ćeš да будеш... Меѓутоа, сам, нема кој да те помогне, совет да ми даде. И јас се едноставно престар сум. Јас играв, па резерва, па за втори тим, тогаш имаше втори тим. Лига. Од Партизан се... И од Партизан јас... Што тамо не се снајдовте или не сакавте, или не Не, во Партизан? ми пројде времето, едноставно пукнав. Немаше кој совет. Се мисле престар, ми пројде времето за Партизан. Така. Потоа се враќате во Тетекс. И Тетекс имате тогаш- феноменална кариера, Да, така? Тетекс, буквално Вардар, спор беше од тие одлуки, дали школа има они добра, додека се исконтактират со Партизан. Тетекс има престаништво во Белград, дојдоа, се договорија со Партизан, а мене ми беше важно да играм. Така. И одма ме зема отето, потпишав. Живеев во Скопје, услови неверојатни. У тоа време и Вардар беше во втора лига. Така. И знаете дека многумина зборуваат, ќе ве прашам подосна, Да. бидејќи од Тетекс поминавте во Вардар. Со потоа наредба. дојдовте, така? со наредба. Дојдовте во Вардар. Сега, не знам дали Џаро или кој зборува дека токму тој натпревар промеѓу Вардар и Тетекс демек бил наместен за да Вардар влезе во прва лига, тогаш во втора југословенска лига играве. Не, Единствениот гол кој што Рингов го дал со глава. не, тоа е со Трепча. Со Трепча? Јас во Тетекс најдобар стрелец за 2 години, стварно. И услови неверојатни. 6 души бевме и капитенот бивши на Вардар Плачков ни беше капитен. Така. Јака екипа во Тетово. Меѓутоа, втора лига Вардар, втора лига Тетекс. И Вардар лошо функционираше. И веројатно дојде наредба некоја. Така. Градот ли кој, Вардар мора да го прават прволигашки фудбалер. И мене буквално, јас договор потпишен од Тетово. Така. У Струмица ми дојдоа со кола, потпиши, вика, за... Се спрема Вардар да биде и една година, голем клуб. Голем клуб. И една година во втора лига, јас сам моите фудбалски квалитети, излегува на површина, Тетекс не влезе, Вардар не влезе, влезе Раднички Пиро таа Ани година. Вардар не влезе. Не влезе таа година, Да. Скопје направија тим и го зема полн погодок за мене шеф на stručni штаб Стјепан Бобек, звезда, фудбалска легенда. Така. Добивме третман и задна утакмица овде на овој терен се одлучи, со Трепча се тепавме цело време. Дали беше наместен тој натпревар како што сите зборуваат? Имало За овде ли наместење не. натпревар? Има договорени, јас јавно го кажувам. Како е тоа договорено? Договор управа, се мине наредба сега И како кој ќе ви кажат на вас се најтешки надпревари сум играл такви. Зашто ви велат денеска треба да изгубиме? Денеска не решено. Нема губење, не решено беше, со Динамо овде сме играле. Загреб? Со Динамо Загреб. И како изгледа плюс тоа нерешено? Никој не најтешки трча, не. надпревари, не знаеш кај да тргнеш. Така. Сега, од најлошото има една добра страна, 0-0 и некак сите ќе знаат, ама овде за Белја случаен гол дадовме, Бог да опросте, другар Рајчевски шутна и мора да го враќаш. И јас буквално кога заврши утакмица, јарата тогаш. Да. Цела Југославија, Делич беше овде сите. И јас 2 чекора до дома стигнав за 5 сата и очекував на вести да кажат уапсени поради то и то. Тие се договорени, наместено е За пари. со пари. Добро. Ова е договорено. Тие и интересот на крајот и поддржувам јас со некои прилики ни договорени, не знам дали знаеш Сараево, кои ни палија знамења. 3 екипи се одружуваме, обострани интереси. Има на европски првенства има такви работи, калкулации. Шведска, Данска играле, например. Германија, Манчестер Австрија, играл, да. Се гледа тоа, кога не играат. Сега не знам дали е договорено. Жолти ќе си направаш.
Така. да си се одмориш. Од Вардар одите во Динамо Загреб. Зошто Динамо Загреб? Ме бараа сите, Ова меѓутоа значи зборуваме да подсетам Вардар 83-та 82, трета. Аха. Они има едно правило од после го дозна голема четворка, прв со кого ќе почнеш, те остават да си договориш. Ако не успее трансфер, и јас со една прилика Динамо го уништувавме и овде и на Максимир, тај период. Чиро Блажевич тамо. Како фудбалер? Валер, партал ги правевме, не знае глава да дигнати, отетов ги тепавме на градски, на Максимир, буквално ги глава не дига. И Чиро, сине, дал би дошол, нема проблеми. И отидовте. И то после ме бараше Хајдук, меѓутоа тоа правило, меѓу нив они си го има. И отидов. Буквално тренер, они шампионска генерација се ти, Цицо Кранчар, Заец, јаки. Меѓутоа па Вардар падна многу. Тоа тактички се правеше? Не, Вардар криза го фати. Да бидат во врвот Хајдук, Динамо, Звезда, Партизан? Да, они има, па јас сум кажал 100 пати, големата шорка беше неприкосновена. Се другото, квалитетни фудбалери, ама мој печаток е... Играв. Во прва, убаво стартовав, меѓутоа и таму гужви стана. Така. Чиро го протера, не го сменија како шеф, го протера од Југославија. И вие после Динамо Загреб Дојдов овде. Се вративте во Вардар, тоа е таа статна генерација, кога станавте шампиони на Југославија. За кратко време Рингов станува главен играч во Вардар, одигрувајќи до 1986 година повеќе од 200 надпревари во лигата, тогаш југословенска, и постигнувајќи 93 лигашки голови за нив. Симптоматично тогаш сите зборуваат се уште дека и таа титула шампионска на Вардар дека била доделена на зелена маса, дека Партизан по бодови бил прв, не, за да ти кажам, точно, само ние погрешивме задниот надпревар во Загреб. И сега ги суспендираа тоа на договорени надпревари, им зимаа бодови. И ние си бевме по правилата на ФСЈ прваци. Меѓутоа, Партизан се беше у Белград. Фудбалски сојуз на Југославија, тамо делегати, тамо комисии, тамо инспектори. И они се пожалија преку синдикати, не сега Сдружен суд, и ние земаа титулата. И благодарение на Шајбер, еден председател беше од Загреб, евреи. Председатело ги пишува прв, втор, трет, ги пријавува УЕФА. И он пресече прв шампион, ФК Вардар. Ние фудбалерите не се мешавме и непоштено беше сега. Ако се казнени, не може сега да почнеш да бираш, да ми враташ бодови па да го пројдам Вардар. Иначе бевме... Тоа беше таа генерација Рингов, Панчев, Сетинов, Чеде Јаневски, Цапаро, Канатларовски, Илчо Најдовски, Воједин Станојковиќ, Милко Симовски, Томче Трајановски. Следната година или последната кога беше веќе ве раззема сите, односно Панчев, Најдовски завршија во Звезда? Имаше едни преговори, јас како авторитет, капитен на таа цела генерација, правев преговори да останеме сите едно 4 години, поти се отсетивме клуб да се направи малку подобар. Ние сервис нема. Ние фудбалски бевме над сите. Меѓутоа, треба и сервис, го викаме управа, да знае, суди. И почнавме преговори, не бидна како што треба. Умеѓу време си чекале Звезда, си ги напишала на список. Панчев, Канузаровски, Најдовски, Партизан, Станојковиќ, јас у Германија, Тони Грчка, мислам. Да, вие отидовте во Ајнтрахт? Да, Тони во Грчка. Не знам, Милко тука остана. Момо покојни и он Грошев. Тие сме испласна. Финансиски клубовите во Југославија беа помоќни, подобро организирани. Публиката со нетрпение ги очекуваше настапите на своите тимови. Колку беа платени вардаровите фудбалери во 80-тите? Не беше проблем стан, дукен. Тоа најлесното беше да си го побараш. Сега, у пари беше на ниво на Југославија контроли големи. Колку било платава, како сега што се милионски? Па премијата, сега
еве споредба 101 застава или како беше, едно 5-6 милиона ни за 3 надпревар една кола можеш одма да си ја. Аха, да си ја купиш? Да си ја купиш, да. Така, денеска Дори ние кога купувавме коли, Автомакедонија тогаш, увозникли, не знам што, абе земи кредит, абе не бе, викам, ќе тепам уште 3, уште нова кола. Таа е споредбата, станови сите, тоа беше, тешко беше, не прогласува заслужени, такви правила бе, заслужен граѓанин, па одлуки, па имаше една зграда, уште у аеродром Зелена, кола таму глумци, фудбалери. Тоа, иначе зимавме, сега најдов. Некој надпише, 85-та, 6-та, сум земал за работи, ама тоа пише темпо, 180 милиона, тоа пара е. И сум платил данок 30 милиона динари. Да. Не знам како да се споредат, ама големи пари. Плаќавме даноци. Јас плаќав години најголем данок во Македонија. Денес градскиот стадион е модерен, одговара на европските прилики. Рингов во патот до успехот се присеќава на славните моменти на преполните трибини. За овој дел каде што сме ние, ова е јужна трибина, позади нас сега извинете, и секогаш велат Васил Рингов секогаш стоеше овде бидејќи играше со лева нога. По сенката за солно. Тоа вистина е тоа? Точно. Да? Се прво да кажам, немавме ова рефлектори. Един игравме во 5 попладне, на плюс 35, плюс температура од 36, кога се враќам назад да ги гледам тие снимките и цело време викаат на 3 во пеколното Скопје во... Така не се случуваше да добиеме надпревари ради Буркина. Колку тежеше шампионскиот Вардар? Можеме ли да направиме една споредба? Тој Вардар каде што бевте ви? Мој мислење е многу. Дајки кај отидоа тие фудбалери од Дарко, Војо, сите надвор отидоа. Кој од Звезда, кој после кариери направија, многу. Така. Само што таа Југословенска лига, зашто не го задржавме ние реномето Македонска лига? Зашто во Србија останаат Звезда, Партизан, дербо, вечно дерби, дури гледам и по светот веќе во 100 вечни дербиња. Хрватска се знае Динамо Хајдук. Кај нас беше Вардар, Пелистер, меѓутоа ништо. Сега се сведе дури и Вардар на Миравци се сведе веќе. Јас очекував Вардар научен на Југословенската лига и управата се контактираше во Белград. Не ни знаевме делегати во Македонија, кои клубови, како клубови, кога дојде за избор, ние неспремни, буквално управата, не фудбалерите. Така. И тука требаше лидер да бидеме на ново Македонска лига, ново првенство и да ги кажуваме какви правила да донесат сите клубови. Кој гол ви е најдраг? На овој гол. На овој гол? Со Трепча. Најважен, не драг, најважен кога влегов влезе Вардар во прва лига и 10 години харавме низ прва лига и невообичаено со глава. Ја А зашто не игравте со глава? Па не можам, јас центрирав многу. И сега јас не сум видел и фудбалер да центрира и сам да се ги удара со глава. Имаше други за глава, Дарко беше. Горде Здравков. Така. На моите центарши они полнеа мрежи. Кога ќе направите споредба на фудбалот тогаш и фудбалот денес, има разлика во смисла на комплетно на гардероба на све. Меѓутоа кога ќе направите, ми остана чудно, сега ќе направам една, ќе ве врата малку назад, сега бидејќи сте можеме фудбалски да коментираме. Алекс Фергусон изјавил дека тимот на Црвена звезда кога стана шампион, европски шампион, со Дарко, со Илчо. Со Дарко, со Најдовски, со Пикси, тогаш играше против нив во Марсеј, дека тој тим на Звезда, Фергусон вели, ние игравме потоа со нив, ги тепавме на среќа, тој тим на Звезда се споредува со денеска со Барселона. Има право да го каже, бидејќи цел живот беше фудбалер Фергусон. Фудбалот е исти, у принцип. Ние тај притисок го имавме од публиката, тика така, Барселона сега да песна. Ние не смеевме
у мое Терените време не беа вакви, така? Беа како ниви малте, така? Дефинитивно лоши терени, меѓутоа публиката ние ги научивме само напред да идеме и да даваме по 3 гола. Така. И некак подсвесно ни свирее нас ако ја враќаме топката назад. Фудбалот е класа фудбалери имаше и тогаш и сега. Меѓутоа разликата е у парите, у маркетингот, у камери, у исхрана, у информации достапни. Ние не знаем, немаше интернет. Немаше мобилни и не знаевме во Германија како се тренира. Сега е се достапно. А тогаш патувавте и со автобуси на... Не, со авиони, прва лига југословенска, меѓутоа немавме тим за исхрана, немавме тим за физичка припрема. Психолози? Јас не трпев. Така? Не се нудија клиники соработка, имавме со сите професори, доктори, меѓутоа не може 2 тренинга имаш, нормално да се... А како изгледа чувството, вака стоите овде и оттаму ве псуваат? Да, мене навика е. Ако слушаш, откажи се. Ги слушате? Лошо е, јас кажав, на овој стадион е лошата работа, 5000 души е како празно. И 5000 души, јас буквално сум гледал кога ќе стане некој да ме псуе, го фиксирам со очи. Убаво е полно, сите да псует, ти хук слушаш доле, друго се слуша. И се исклучуваш, не мислиш на... Отидеш опсот, кога ќе победиме, браво, ама тоа е дел од професијата. Четврти мај 1980 година, 15 часот и 5 минути. Моментот кога југословените дознаа дека умрел Јосип Броз Тито. Од оној од снимките што прегледувам, Хајдук Црвена звезда, буквално штама. Со Вардар со кого играш? Мислам железничар. Игравте овде? Овде, мислам, се испразни, на полувреме почна да трчат делегации, управи, се празнеше. Ние изигравме, не знаевме што се случува и ја изигравме. Го изигравме превара. Да. И си отидовме дома. Јас, например, на телевизија, дома, слушнав вака и вака. А сцената, сликата од Сплит ми е позната, сега таму дали покасно игра, некој им кажа, кај нас не ни кажа а нас што се случило. Така, кажете ми за југословенска репрезентација? Па игра, многу јака лига беше, затоа беше втора, трета во Европа. Така. Јас ќе ти кажам југословенската лига. Цела Грција. Они не гледаа спортски преглед ние како играме. Турција, Источниот блок не ти го кажам, Бугарија тие. Така. Не смеја нас да не викнат Франција. Многу беше јака лига. И са трансферите бе Германија, Шпанија, Италија најмногу. Тоа е визија што сакам кај Грција, кај па Турција да не зборам. Вие игравте за југословенска репрезентација? Играв. Они има 2 тима. Потенцијална олимписка, крстена. Организирани бе вака така. Се случуваше, имаше стандардни А и помошникот на Милјанич, контрола голема, топлак еден селектор, потенцијалните што играа и у А и у олимписка. Таква крстени, 2 и овде сум играл против Вардар. Припреми така. А како е чувството кога играте против Вардар само? Интересно ми беше... Вртам од мовет на мовет, сакам да прашам. Интересно, колегите, смешно ми, не може да играм јас. Јас сум тип, треба да ме налјути за да те уништа. Ако ме замолиш, ми се случуваше. А сте памтеле вака кога некој ќе ве повреди со лак да му вратите? Не, после го прегрнувам, меѓутоа... А му враќате ако ве повреди, например, во Белград? Па сум вратил еднаш Петковиќ овде, па му се извинив. Селекторот на Србија што беше, Илија, на крај на кариера, у ОФК играше. Ме налјути не фудбалски, друго нешто, го удри. Се пцујате ми ги се? Па има зборење внатре. Има,
За провокација. Провокации има. Сега, важно е, ние кај беме јаки, се осеќав внатре кога си ќе падне гол. И тога стискаш, се договараш, напред идеме. Иначе, ако почнеш по публиката да те носи, сите утакмици ги губаш. Има зборење. Ве прашував, значи, пошто ве прешелтав од една тема на друга за југословенска репрезентација, бевте во Северна Кореја, ми рековте? Бевме година дена пред тоа, Тито, една позната турнеја што му пеја некои корејанчиња, дружи Тито Мицеко немо и веројатно у договорите, да, и ние истата турнеја, репрезентација на Југославија, бевме Кина. Корејанчиња пеја дружи Тито Мицеко немо. Дружи Тито, тоа ми остана, на телевизија ги дал. И другата година, ние пакет репрезентација на Југославија, Пекинг. А они има фудбал тогаш или не? Слабо, ги обучевме ние. Најпознато кинезите тогаш во време бееме 20 дена во Пекинг, во Кина и во Пјонкјанг. И са обуки, ние игравме надпред, меѓутоа им кажувавме тактиките, не знае, наивно. Може ли пак да се врати Југословенска лига? Мини Југословенска лига? Не верувам, следејќи изјави од ради навивачите се проблем. Затоа што нема пари. Не на навивачите, тоа е линија мањи одбор. УЕФА не пушта. Можете вие сами да се, мислам вие, можете сами да се организираат они? Треба да излезеш од УЕФА. Членки сме сите на УЕФА. Така. Да направиш паралелен систем кога ќе играш. Игра Лига шампиона, знаеш, датумите се од пред време влечено, имаш национално првенство. И после речиси 20 години откако ја заврши професионалната кариера, Вардеровата и македонска легенда е се уште во добра форма. Ама дриблингот уште ве држи? Па држи сега, не знам како на која страна. Не, по тоа бех малку расшири нозите, по тоа бех познат и сега ќе идеш дајле. Васил Рингов беше капитен и предводник на шампионската генерација на Вардар од 80-тите години. Ќе беше штета доколку со Рингов не се испробавме. Прво јас на голот, а потоа и во улога на Рингов. Било каде да ти е, јас сам левак. Добро. И на места ми сега нели 9 метра и судијата ќе ти тргне. Добро. Абе 9 ги бутка. Доволно ти е. Е толку да украдаш, метро отвараш на голо. А ова не сум го знаел. Ти се работиш... Затоа ги враќаат назад сега. Сега едва и чекаш судиите, не гледа он тука. Оти голману на прва статива, првиот го реде. Така? Нели си приметил? Добро, првиот и после 5 ги реде, 6, 10. Така, па ги поместува. Малку мрдни фудбало, метро... Без жив зид. Ете од лева. Дај уште една да видам, ајде. Брзо на гол, брзо! Не, јас малку сум... овде кал има. Сите голмани е вака стоат, нели? Да. Тоа е убавина, кај ќе ga заврташ тамо. Сега ти е голо 2 метра. Управо нема шанса, ако не ми ga заврташ горе, џабе ти. Сега. Може? Може. Не ти мрдам. Тамо? Тамо, у камера. Рингов, денес кога ќе отидете во Хрватска, во Динамо Загреб, мислам дека ве почитуваат, така? Гледам слики со Мамич. Со Здравко. Тој не го многу сакаат медиумите и јавноста, меѓутоа како така успева да направи и да за мене успешен менеджер, да ти кажам. Сега знаеш, да, почнавме од 83-та. Со кој од познатите? Па генерација ми се во Загреб се Марко Млинарич, се гледам. Се гледате со нив, одржувате контакти? Да, заедно живее во село едно, надвор приградско. Цицо Кранчер е тренер по светот. Церин од генерација на море. Каде ве повеќе почитуваат, во Загреб или во Скопје?
Па тоа сум го кажал, право ти, мене тоа ме чуди уште. Надвор сме попочитувани него дома. Не, ова го прашувам затоа што пред да влеземе на стадионот, малку обиколувавме околу стадионот. Така. Не дека не знаат луѓето кој е Васил Рингов, меѓутоа тешко да стигнеме до овој познатиот градски По-професионални се, велам, не е тешко тоа да се направи. Меѓутоа некако они друг модел фатија се што го прибра во клубовите, имат си своји лиги ветерански, членски карти си се дружат, имат информации, база на податоци, кој каде работи. Па поодам така на 3 месеца, на 4 месеца, они доваѓаат сега овде кове. И генерација ми се сега помлад сум, постар сум од Шукер, меѓутоа ме почитува. Со Шукер контактирате? Да, го знам лично, Дамир Врбановиќ, до председник, они што го викат на Шукер помошник, Здравко, брат му. Тоа е, затоа се клубови, Динамо поготово у Лига шампионови. Имат услови, знаат моделот, им е мешан Бајер Минхен и Милан од Италија. Така. Свој прилагоден модел, успешен, затоа не случајно големи трансфери функционираат. Нашиот единствен голем трансфер беа Панчев, Најдовски, Добро, тоа во време, ама во самостојна Македонија не сум видел Горан дете отиде. Дени Илиев дете отиде. Сега е и тренд. Тука и тешко, и Здравко ми кажуваше. Тешко богатите на готово зимат. Плејада на фудбалери роди Струмица, од Рингов преку Благој Статов и Јацо Стојков до Горан Пандев. Па дури како што дополнува Рингов, и татко му на Дарко Панчев е од Струмица. А што е проблемот со нашите пионерски школи? Па немаме услови. А зашто не направиме услови? Не ли правиме стадиони? Па јас се прашам не, спортските сали се супер. Меѓутоа зашто Вардар не го земат, на пример, карикирам Дарко Панчев и Васил Рингов, луѓето кои што знаат. Не знам са, имат управа. Не, ова не зборувам јас за актуелното, зборувам за предходната ситуација. Јас кажал, политиката на фудбалот не смее да ја водат клубовите, ја води федерацијата. Не е тешко. Што сакаш, каква лига, какви правила ги акционерски друштва федерацијата, не е само за репрезентација. Кај нас е само репрезентација. Федерацијата тоа се грижи. 3 надпревари годишно, по 3 дена, 9 дена. Другиото време треба да работиш. Зошто 20 години Македонија не успеа да направи фудбалски клуб? Или не знаеме, ама моје мислење не сакаме. Имаме ни бивши фудбалери од рангот, па го имаме златна копачка на Европа. А зашто не сакаме? Па така им одговара. Може би, па на управите. Ама како може да им одговара така? Предпоставам логиката, па тешко име. Човек во Лига шампиони имаш повеќе пари. Едно нерешено е, не знам, 250.000 франци. За федерацијата изборам, знаеш, ние сме друго научени. Ние отворено, ако ме прашаш, кажувам и како шо е. Так. И во Загреб, и во Минхен, и овде сакат да не дружат, да се сликат со нас, ама они да одлучуваат. И затоа сме ние сите надвор сега. Ако ми дадаш задача, ќе ја завршам. Ако сум ја погрешил, сам си одам. Ние на договори сме цел живот. Едини сме во бивша Југославија, шо не отидов во Загреб, роднини шо имам. Добро, не ве фаќа и не е така, затоа што Вардар е. Не фати и не, сега да ти кажам. Малтене туку испадна во втора лига, па мора да се прават. Не е за Вардар, поглобално, ако ти кажам податок, подршка му давме, Дарко беше кандидат за председател, не знам дали не. Знаете ли колку гласа доби? Од силните, да. Зашто мора да има и политика и во спортот? Тоа нека си одлучат. Веројатно не сакат. Секаде се бивши фудбалери. Во Црна Гора е Дејан Савичевиќ на колега на Дарко. И сега може да замислиш, треба да седнеш на состанок, па кој е, па како е. Дарко на телефон го има. Јас ги имам еден куп од Загреб. И они прашат, мене ми кажа, кој бе нашите у Загреб, абе викат многу те прашуваат што. Викам ти ми се лично ги знам. И друго е, тоа е грешка наша.
Милошевиќ гледам у Србија, Босна се, колеги ни се. Така. Помлади, постари, меѓутоа надпреварите си бе на нож, ама после контактите ден денеска си ги имаме. Македонскиот фудбал е далеку од европскиот. Трибините се празни, немаме дерби, клубовите се неорганизирани. Сите сме свесни дека фудбалот тоне, вели македонската фудбалска легенда Васил Рингов. Но каде е проблемот? Публика повторно немаме. Тоа ни е лигата. А штета е, затоа што имаме многу талентирани фудбалери и малку недостасува да бидеме посилни отколку што сме. Господин Рингов, како да ја вратиме публиката на фудбалските терени? Греото е, предпоставувам, оваква арена да е празна, така? На празно. И јас сум кажал 2-3 пати, најпрофесионални играчи се, Вардар работнички ще играат овде, фудбалерите, стварно не можам ни да разберем без публика да играш фудбал. А фудбал, спортот е за публика. Немаме дерби, го зборувавте. Нема, тоа што сакам да го кажам, малку поагилни. А зашто вие спортистите, јас пак ќе го вратам муабетот, како вас, како Панчев, како Најдовски, како, добро, Бабунски веќе вклучен, зашто вие на некој начин не ги преземете работите? Целата ситуација со Вардар е премногу исполитизирана, се вмеша премногу политика, сега ќе видиме што ќе се случува. Меѓутоа, зашто не се остави на спортистите? Јас знам какви дебати се водат во Србија, например, за Звезда, ради точно кај нас фали вакви дебати. Заради финансиската ситуација. Меѓутоа, еднаш сите сме генерално изгорени. Еднаш сите пројдовме низ Вардар. Да. Сега втор пат не верувам, оти се дружеме, Илчо, сега дори му е читав изнервиран Најдовски Илчо. Од мака ќе се вратам во фудбал. Криво ни е, знаеме многу. Меѓутоа... Ве контактирал ли некој, ве побрал ли за Вардар, за македонска репрезентација? Модел Вардар и моја иницијатива е... Или само кога ќе отидат во Белград или во Загреб и кога ќе кажете поздрави го Панче, поздрави го Рингов, поздрави го Најдовски? Не, за Вардар убав модел тргна. Град, тоа е исто Динамо. Град, Загреб, Бандич, господинот Коце кај нас ме праша. Има контакти преко мене. Сега видов најново дека сака да продаваат 51% да го продадат на... Мора, јас најавив. УЕФА не признава јавно предпријатие град. Да, градот, меѓутоа под 50% мора да си. И дефинитивно убав закон донесен прв пат и на тоа се должи. Ние сме долги години Сдружение на граѓани. Дај ми пари, јас да ги трошам и не ме прашува. Сега и закон имаме. Акционерски друштва мора. И сега би требало акционерско друштво се мисли на фирми да дојдат, да се направи бизнис план и да се уложи и Кјаризјан неговото. А добро, со репрезентацијата што правиме? Стигнуваме до некој 45-то место, ако не се лажам, максимум со 50 и нешто со Џоко беше. Или 49-то. Специфично е сега логиката. Публиката има се право. Ке дојде си плаќа карта, чинат, не чинат. Меѓутоа, малку е репрезентацијата е шлагот на домашното првенство. Прво да ви кажам, играчите што доаѓаат за репрезентација се платени од клубови. Бидејќи е така, мора клубовите, федерацијата да ни ги среди, да им даде поука, помош, у игралишта, у пари, у совети. Оти добива на крајот федерацијата. Кај нас е се уште, јас се грижам за репрезентација. Една ќе победам, кредит имаме 9 месеца, па нешто пак случајно, ама на крајот резултатот е 5-то место, 6-то место. Тоа мора да се промени. Федерацијата мора секој ден да работи, да оде по градовите, Пелистер да го помогнам, Брегалница, Караорман, и да одлучам, на крај јас бев едини за тоа, да се зголеми лигата, не да се намали. Нека се зголеми, да нема испаѓање 2 години, правила сите да им донесеме исти и квалитетот да се испаднаш вака линија помал отпор. Многу ние, некој ќе каже, голема ни е 16, ајде ќе намалим. И се сведовме на
10 ли, не знам колку Так. сме. Беласи за Срмица нигде нема. Брегалница се мачи. Се мачи. Победа од фудбалски град. Ја тргна. Второ ја тргна. Пелистер се мачи. Така. Ма сите се мачат, Вардар се мачи. Без разлика Од што мое го правите. време, сега да ти кажам, јас предност македонската лига беше Борец Велес, Карорман Струга, Силика Гостивар, Брегалница Штип, Тиквеш, Па не, јас се сеќавам Кумано. на тие лиги, тогаш имаше и публика по 8000. Македонска Да. лига. Тоа го прави само Ќе федерација. го вратиме тоа? Може да се врати? Па со Илчо правејќи муабет, млате, од таа фела е, фудбалска, само му треба тим голе. Гледам сега прибира, има, не сме само Вардар бивши. Јас тоа го кажа, Митко, Тони се во Битола. Така. Магде, Мане, Манта, Рубин се Прилеп, така има и Остромица. Така. Да се состанче, они имат сите федерации стручен совет го викат, бивши фудбалери. Кај нас грешката што е? Директно иде фудбалски оддел на управен одбор. И сега управен одбор не знаат фудбалски. Они се за Така. одлуки да носат. И директно се преговарат, затоа и грешки правиме у селектори. Ќе ти даде извештај што ќе работам, пример, Сречко Катанец и сега напишано, лоши резултати, тргни го. Така. Што со македонската фудбалска репрезентација која никако да се доближи макар до бараш надпревари за големо надпреварување, светско или европско првенство. Црна Гора е на добар пат во моментот кон Бразил, каде е светското првенство во 2014-та. Исто и Босна и Херцеговина. Србија, Хрватска и Словенија веќе се далеку пред нас. Ако немаш лига, автоматски немаш ни добра репрезентација, објаснува Рингов. Кога можеме Македонија да ја видиме на едно светско, на едно европско фудбалско првенство? Испуштивме златна шанса на ова. Јас на чеде тоа му го кажав. За сезона? Ова група. Би тоа му кажав, шанса ни беше Загреб, тамо да го тепаме, Хрватска. Знаејќи од искуство, они беа несредени. Сега ни пројде возот. Не верувам се, знае. Не ми е криво, се радувам, го ти контактирам со... Има нешто што треба да одеме да ги прашаме директно. И Савичевиќ, Црна Гора, и Ивица Осим, Сафет Сошиш, како шо правите ви, оти гледам. Босна и војни има, Мишко. Има, да. Бараш, сега квалификации, Босна горе мислам се. дека веќе ќе отиде на една. Уште Значи, критични останавме само имат, ние, така. Црна Гора, Бараш, Но они меѓутоа се горе. веќе во прво, второ Само место. Прво, второ ние, место. Хрватска да не зборам, Србија да не Хрватска и зборам, бронзен медал донесла Словенија од да не светско зборам, првенство. два пати Така. има. Само ние добри сме, ама не знам, пети, шести. И бредно е. Авион или Добро, кола. немаме фудбалери, немаме репрезентативци или... Ма не, покрупно е. Веројатно. Мислите, овие 11 играчи што ги имаме, предводени од Пантев, дека може да се носат рамо до рамо со една Може, Англија? зошто да не? 11 души нема веќе, и тај тренира и јас тренирам. Покрупна е работата, што викам, лига ли е, ама треба да ги прашаме ти, без срам, Без... без... Црна Гора нема лига? Како Скопје. Така. Ама има нешто што ние го немаме, ние се лажеме, ке едно добро резултатче. Енглеска, Шакири гол, како беше И и, се сега задоволуваме ајде со и тоа, сега да. тоа добро. Ама, Да. Они горе Али за ние- пријателски сме мајстори. Јас сум го кажал, светски парваци сме во пријателски по резултати. Не од сега, од стално. Ама од и сум бивши фудбалер. Јас, на пример, пријателски Бобек не ме ни тераше да игра. Пријателска зависи од противникот. Пријателски ни тепавме со Јонусу пред Европско беше. Така. Тај отишол на... И сега пријателска е да си припремам играч, Да, тактика да ја провериш. А ние запнуваме да ги тепаме да не напишат. Тоа е разликата. Иначе пријателска е Пријателска, затоа и името народ, пријателска. како ти дојде, бодови како те чекат. Така. Тоа е и друга напната одговорност, психологија. Тоа изгледа паѓат нашите. Па добро, само два тројци имаат такво искуство кои што играле големи надпревари, Треба, во последно време треба. Пандев,
Некој што осетил и Лига шампиони, и финале, и И првак. много се менјат играчи. Така. Не можеш, знаеш, се зима во репрезентација добар или лош. Нема млад, стар. Ке подмладо. Еве, подмладија Србија што направија? Да, Михајловиќ се Нема искара. подмладување. Тоа Џоко го има направено Македонија, ке подмладува. Да, ама таа репрезентација сега што игра. Костур го постави тогаш. Ема тоа е добар си, Бујрум. Па кој има добар фудбалер од Македонија, од македонско првенство? Сега јас не сум спортски новинар, меѓутоа не ми останал некој да не може да запаметам. има ако еве Вардар кај тренира. Па цела Вардар не Македонија. тренира овде. Не, Каде што тука сме ние? Во село оди. А зашто Децата. тренира Вардар во Марино, Мралино, чие овој стадион? Зашто Вардар не тренира овде или на помошното игралиште тоа? Условите. Добро. Без услови, без програми, без сад не случајно Динамо школа има посебна. Така. 22 тренера. Зграда имат веќе. И посебно се е управен одбор, посебно ако се викат Динамо, одат надвор, се покажува децата, пионерите на Динамо 3 пати во странство одат. Кадетите 5 пати. А имаше Беласица еден таков момент. Имаше генерацијата на Матеничаров, да, ги носеа во Виареджио, ако не се лажам. Тамо се станува игра. Така. Сега и овде не е, мислам не е тешко. Ете каде е Битола, Прилеп и тамо се да седнеш да договориш, правиме лига или сите ќе добиеме на крај. Васил Рингов е татко на 2 сина. Никој не го наследил. Сега е фокусиран на 5-годишниот внук кој имал силен шут и плюс левак. Имате ли наследник? Сам внукот со левак шутирал? Да, Максим, синот на поголемиот. не сака тој фудбал? Па двајца синови се, Така? дипломирани правници. Големиот е во друга фела и ми беше малку желба сега. Меѓутоа Дино ме гледаше. И у повреди, и у тешкоти. Меѓутоа синот на Дино, мој внук, има фудбалско во него, левак е на мене, добро удира топки, добра координација. Ќе го дадете овде или ќе го носите во Хрватска? Па не знам, се уште е мал да сега. Еве предноста Европа. Они на 6-7 години организирано ги собират деца. Ние немаме такви групи. Не е да тренира истото и во Србија фудбал, го прават, меѓутоа забава, тимско да се научи, награда да му дадаш, да изгуби. Добар, интересен е. Гледа со мене секакви спортови, најмногу фудбал. Јас... А синовите не гледаат? Не, не ги го интересира молев воопшто? Дино, не, Дино сум го молел седни да погледаме, не, други. А Максим седе, ускут, со мене, Така? и имитира повредени играчи. Кога идевте, кога патувавте, ја носите и фамилијата, има разбирање тогаш? Например, кога идевте од Вардар во Динамо? Не, јас сум Цело нека... време во Скопје седеат тие? Сопруга, не, у Динамо ми дојде, живее сопругата и Дино ми беше роден. Меѓутоа, Во Германија, во Айнтрахт? исто дојдоа, Така? па второто бебенце, Аха. меѓутоа не сакав јас да ми дојде, сопругата лекар е по професија и тогаш не ја прашував за медицина, а многу ми помагаше. И не избрани, меѓутоа не доваѓаше на надпревари. 2 пати ми има гледано. Не интересно е беше. Имавте од денешна дистанца, например, можевте да одберете каде сакате да одите? Како Рингов на времето? Тогаш да сум бирал. Тогаш. Имавте избор? Претпоставувам не било само Динамо Загреб, така? Не, четворката беше изазов. Така. А зашто Динамо Загреб не Звезда или не Партизан? И па прв или со не Хајдuk? они прекитен договор, прв кој ќе те побара и до крај ќе истерат. А И за надвор- чекат а за други. надвор За од надвор, Југославија? па 28 години. Тај закон ние не смеевме да напуштаме Југославија. 28 години. Маста извадена овде и после ајде иди. Тако беше закон. Никој не смееше да оде. Ма затоа имаше лига. Тоа добро е или таков Па закон? сега лично, знаеш, сакаш да се продадаш, меѓутоа генерално федерацијата одлучила и чао. Сад, Добро, кога го чека. сменија тој закон? После почна да го намалува. Мене ме фати тај закон. 28 години плюс војска идевме ние.
најголема штета ни правеше војската нас. Па после направија војската спортски чети некој. Иначе за нас беше убиство да не играш фудбал, не оти. Се мачевме, меѓутоа не си активен. А бевте тогаш популарни, атрактивни, вие кога игравте во Вардар? Да. Викаа па вас? Кога вика, излегувавте надвор, Василе, позната. девојки, Друго женски гледа фудбал тогаш? Доаѓа на превари? Доваѓа, беше полно. Сега не знам, меѓутоа и стари, и млади. Јас една сцена, комши ми кажуваа мене, Сабали играл овде, работнички или не знам, и паркот, кафаните, не ги имаше многу, меѓутоа се полно. Прво ги изгледат работнички и не си одат дома. Тука се движат, па после Вардар и до вторник на работа, како беше, шо беше. Носто полно беше мишкото. И са кафани имаше, ама се полно, ни... А ви одеа, седете, знаете да заглавувате по кафеани или ви доаѓа тренерите да ве... Заглавувавме. А не ве враќаат тренерите како сега? Не, отпосле дознавме оти за карта конобар. Не ви пречило, например, кога ќе се напиете, да пиене пред утакмица или нема врската? Нема врска. Вишнева си ја кажа највистината, најстрог тренер. Он кој ќе осетеше, тоа е квалитет на тренер, да те познава. Еден ден слободно ќе ни кажеш. И дури он не тереше, одете сега, што сакате правите, не ми интересира. Оти лесно му беше на тренинг како претераш, Сабали у 7, кој ќе те разбуди, 2 сата, мачилиште. И си кажеш, боле, подобро ќе си 7 у соба. Иначе, противник беше на пушењето. Било кој алкохол, се вади од тренинг. Тренинг и масажа, готово си. Цигарата, димот, не се вади тоа. И он забрануваше. Голема казна беше да те види. И се ни го почитуваме, па не ни пушаш. Немаш ни време. Јас пушаш бех, ама со 3 цигари дневно, за кафе нешто. И сосема за крај, господин Рингов, која е вашата порука до оние кои што сакаат да станат вистински фудбалери? Работа и, ама и многу памет, многу еве порака за сите тренери у младинските школи. Не ги терајте децата дриблинзи, научите го смисол на фудбало, на тимското и најдимо го правото место кај што ќе игра. Не, они прават повеќето. Сваштари од децата. И голман може и тешко е да го погодиш на 16 години да кажеш ти ќе си 2 места да ти ги одреда. Ама многу интернет, многу... Криво ми е, немаме идоли, нашите деца немат на кој да се повика. Освен Пантев. Панчев и Рингов се уште стојат. Јас, например, сум имал идол довде. Ми смета многу, повеќе навиват за Интер, фанови, Манчестер. За Милан, за Реал Мадрид, за Барселона. Нити отишол тамо, нити знае некој, нити го поврзува нешто. Али, тоа е 21 век. Господин Рингов, ви благодарам за разговорот, навистина многу. Претпоставам да бевме во некоја западноевропска земја, да разговарав јас како медиум од западноевропска земја, вие како, не знам, фудбалер на некој голем клуб. Веројатно сега ќе требаше да ми дадете дрес со Рингов, ќе требаше да ми дадете да ме прошетате по музеот на Вардар да видиме, ние ништо немаме. Немаме ни музеј, ни... Значи има многу работа во македонскиот фудбал. Па тоа велам, еве и за на крај. Најлесно е фудбалскиот тим да го направиш. Тешко е клуб да направиш. Темели широки, а фудбалски ќе видиме, колку пари, толку музика, ќе го најдеме кој сакаш. Клубови прават другите и се напред. Ова беше уште едно издание на Патот до успехот со легендата на македонскиот фудбал Васил Рингов. Следете не и следната сабота во истото време. Довидување.